Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Останете со нас до самиот крај на оваа емисија, бидејќи ќе имате можност да научите убави и интересни работи, какви што не може да научите на училиште. Денеска ќе имаме можност да поразговараме со двајца специјални гости кои решив да ги поканам денеска, а тоа се еден доктор стоматолог и еден забен техничар кои ќе ни кажат нешто повеќе за нивните многу интересни и благородни професии. Затоа останете со нас, се враќаме во програма за неколку минути. Пауза. Почитувани гледачи, како што кажав пред малку во најавата, денеска имаме можност да се запознаеме со еден специјален човек. Здраво живо за доктор Цвете Павловски, како сте? Добро, како сте вие? Одлични, супер, добро ми дојдовте во Супер Звезда, на радост на нашите дечиња и на родителите. Денеска ќе имаме можност да позборуваме малку повеќе за вашата благородна професија. Еве за почеток, првото прашање, ќе може ли да ни кажете што е тоа стоматолог? Стоматолог, како што кажа ти, тоа е една благородна професија која што се грижи комплетно за оралното здравје на луѓето. Значи не е само пломбирање заби, него оралната хигиена, одржување на здравите заби, пломбирање на расипаните заби и комплет на ред други услуги што се нудат во самата стоматологија. Многу дечиња имаат страф од одење на стоматолог, од каде потекнува сето тоа? Видете, јас пред се би лоцирал проблемот кај самите родители, затоа што они чекаат да ги донесат на прва посета кај стоматолог кога ќе имаат проблем. Јас би апелирал до родителите да ги донесат кога немаат проблем дечињата, да се запознаат со околината, да се запознаат со докторот, како појава, со униформата, со инструментите кај што дечињата се чувствуваат покомфортно за да може да дојдат кога ќе имаат мака, да тој проблем да се реши и надмине многу полесно. Прекрасно. Претпоставам дека и многу од дечињата кои што не гледаат во моментов сакаат некогаш во иднина дел од нив да станат можеби и тоа што сте вие. Ке ни кажете ли тешко ли е и како се станува стоматолог? Тешко. А што е лесно во животот? Пред се треба да си има љубов за таа професија, кога таа постои тогаш понатака верувам дека ништо не е тешко. Да, мако трпно е, треба многу непреспиени ноќи, учење, надоградување, пракса и еден ден тоа е награда која се стане стоматолог, кога се добие нели дипломата, но пред се кога знаеш дека помагаш на некој, кога го напредуваш здравјето пред се оралното, тоа е најголемата награда. Барали многу учење за да се дојде до едно ниво до кое што сте дошле вие во вашиот живот? Да, секако дека бара многу учење затоа што треба да се научат основата на медицината, потоа и во стоматологијата како гранка и секако по завршување на тие студии, што е исто многу битно до едукацијата, значи континуираното учење и усовршување понатака. Како што разбирам од овој разговор сега, значи стоматологот учи цел живот. Учи цел живот, да, додека е жив. Браво, прекрасно да сте ми жив здрав. Сега еве да поразговараме за некои работи кои што дечињата ги интересираат. А тоа е на пример дали смеат да се јадат чоколади и бонбони. Еве тоа е значи еден мит, нека родители велат немој многу да јадеш, ќе си ги расипе запчињата. Дали тие се поврзани двете работи меѓусебно, чоколадите и бонбоните и расипаните запчиња? Да, апсолутно дека се поврзани, но не постои апсолутна забрана да се јадат чоколадите и бонбоните. Секако дека може ако е се во нормална граница, но многу битно секако после јадењето или конзумирање на бонбони или чоколади да се измијат забите. Значи има правила како тоа треба да се направи, како треба да се изведе. Значи секоја што јадеме нешто што има многу шеќер во себе. Да. Во принцип треба после секој оброк да се мијат забите, така да без исклучок дали е шеќер или не е шеќер, така да по најмала рака треба да се исплакнат забите ако во моментот нема достапност до четка за заби или нешто, така да апсолутно треба да се мијат после секој оброк забите, поготово после чоколада и слични работи. И бонбони и слично. Докторе, сега да ве прашам, кажете ми, има ли некои правила вака постановени колку пати, на пример, дечињата треба да ги мијат своите заби? Како што кажав, најбитно е после секој оброк, затоа што остатоците од храната знаат да направат многу штета, поготово чоколадите, бонбоните и млечните производи и самото млеко, поготово кај дечињата, затоа што пред заспивање они знаат да конзумираат и чоколади, и бонбони, и да се напијат млеко или некој сок и заспиваат после тоа без да ги измијат забите. Повторно апел до родителите да ги мијат забите на дечињата, последното што го направат пред да си легнете да ги измијат забите на дечињата и потоа да си заспијат дечињата. А некако некои дечиња што јас ги познавам, прво мијат заби, потоа јадат по некој лижавче чоколада, бонбони и легнуваат во кревет. Еве дечиња сега имавте можност да научите, значи навистина што се треба да се прави за да го одржуваме и чуваме нашето орално здравје, односно да ги чуваме нашите запчиња здрави. А докторе, ќе ми кажете ли зошто е битно децата да имаат здрави заби? Еве сите сакаат да знаат во моментов зошто запчињата кај дечињата треба да бидат здрави. Прво и основно е да имаат здрави заби за да можат нели нормално и здраво да се хранат.
второ затоа што млечните запчиња се чувачи на простор за трајните заби. Доколку ние редовно и ги одржаваме и ги чуваме млечните запчиња, они се патока за никнување на трајните заби, односно сме направиле добра средина за понатаму за растање на трајните заби, предуслов за добро орално здравје, нели? И убава насмевка понатака со трајните заби. Би сакал да се навртам на она што пред малку разговаравме, миењето заби. Има ли начин на кој што правилно треба да се мијат забите или секој може да си ги мие како сака? Во принцип треба да тој временски интервал колку што треба да задржиме во текот на едно миење заби да не е помалку од 2 минути. Да кажеме четката да биде под некој ало од 45 степени, а се опадат сите површини убаво да се измијат. Значи како предните површини, така задните, жвакалните површини, тоест долните површини на забите. Исто битно момент што на кај треба да се ичисти јазикот, нежно да се ичисти затоа што на јазикот знае да се задржат бактерии, нели? И непријатен мирис да доаѓа од јазикот, така да исто ја препорачувам покрај миењето на забите на кај да се ичисти јазикот. Значи колку што трае една песничка, толку треба. Апсолутно, да. Толку треба и да се мијат запчињата. Ете, така и тоа го правиме после секој оброк. Ете, се надевам дека дечињата веќе видоа, слушнаа, научија, знаат како треба, веќе нема забушавање. А инаку сакам уште едно прашање, колку често треба дечињата да доаѓаат инаку на стоматолог? Па како што кажав претходно, малите дечиња е многу битно првиот пат да дојдат првата посета на стоматолог да не биде со болка. Значи родителите да ги донесат чисто да се запознаат со околината, со средината, да видат што е, како е, за да се опуштат. И после тоа некој минимум што треба да биде околу 4 до 6 месеци, како за дечиња, така и за возрастни, затоа што во принцип се што е почесто контролирано, полесно е за решавање, така да ако нешто се појави, помала интервенција, помалце травматично за детето, така многу полесно се поминува со тоа. Ве сакаат ли дечињата кога доаѓаат кај вас? Да. Уживаат? Па се трудам да ги анимирам така да излагаат весели и насмеања. Интересно име низ ординацијата, да им покажувате како е вашата работа, што може да се прави. Покажувам, глумам ликови од цртани филмови, така да. Правиме све за да им биде интересно. Да. Докторе, ви благодарам за овој прв и воведен разговор во нашето денешно интервју. Се надевам дека гледачите уживаа и има можност да научат нешто од ова што го разговаравме со доктор Цвете Павловски. Ќе направиме кратка пауза, а вие, почитувани гледачи, останете тука. Се враќаме за неколку минути. Почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија, денеска специјален и ексклузивен гостин во Супер Звезда е доктор Цвете Павловски, кој работи како стоматолог во стоматолошката ординација на Dental Craft. Докторе, ајде здраво живо вака уште еднашка. Дечињата имаа можност пред малку од нашиот разговор да научат нешто повеќе. Овој пат ајде да научат нивните мајки, татковци, баби и дедовци. Претпоставам дека ќе ги интересира. Може ли да не кажете што е Dental Craft? Dental Craft е современа и модерна стоматолошка ординација која што представува еден од ретките центри во Македонија склоп на стоматолошка ординација со забна техника. Значи, сепак станува збор за една специјализирана, голема и сериозна институција. Кажете ми, што се нуди во Dental Craft? Во Dental Craft се нудат комплет услуги што може да се понудат во најсовремените, едни од ретките центри во Македонија, значи од комплетниот прием на пациентот, анализа, обработка, план, комплет од најосновните конзервативни услуги до хируршки интервенции што се во стоматологијата. Така, значи се нуди на едно единствено место. На едно место, да. Се на едно место каде што квалитетот добива на големина поради спрегата меѓу стоматологот и забниот техничар, така да комплетната анализа што се работи кај нас е на врвно ниво, која што си има своји предности во целокупната услуга кога ќе дое пациентот да се почувствува пријатно и комотно и задоволен со целокупната услуга во стоматолошката ординација. Кои се ваши најчести пациенти? Нема правило, во принцип ние примаме пациенти од 7 до 77, но генерално повозрастните користат најмногу од нашите услуги што ги нудиме затоа што квалитетот е пред се, нели, услугата и квалитетот е пред се кај нас. Сакам да ве прашам, што најчесто бараат пациентите кога ќе дојдат кај вас? Од најосновните работи, да кажеме, на чистење на забен камен, полирање, апсолутно пломбирање, лекување, нели, секако изработка на протетските помагала. Протетски помагала во вид на мостови, коронки, мостови врз импланти. Ајде да објасниме што се тоа импланти. Претпоставам дека ќе ги интересира нашите гледачи со оглед на тоа што во последно време се повеќе се зборува за нив и се повеќе се актуелни во јавноста. Еве, ќе ни кажете ли што представуваат имплантите? Имплантите се идеални, да кажам, заменици на собствените заби кои сме ги изгубиле поради X причини. Они се изработени од биокомпатибилен материјал титаниум, кои што хируршки се вградуваат во виличната коска кај луѓето, тоест кај пациентите.
Ке ми кажете ли што се тоа мостови, што се тоа коронки, која е нивната намена? Како што кажав, тоа се протетски помагала кои се вградуваат во самата уста, кои што надокнадуваат дел од изгубените заби или комплетно изгубени заби. Така да е многу добро решение за луѓе кои што имаат изгубено еден, два или повеќе заби. Која е намената, докторе, на протетските помагала? Еве, на пример, на мостовите, на коронките, на тие останати надградби, која е нивната намена? Па пред се намената на сите протетски помагала е функционалноста, да се врати функционалноста на забалото, тоа на устата на пациентите, а потоа секако и естетиката е неизбежен дел од самата изработка. Сакам да ве прашам, што е најбитно во вашата работа? Што е најбитно во стоматологијата? Најбитно е тоа што е основа на стоматологијата, да се спаси собствениот заб, да се излекува забот за да се задржи во вилицата, тоа е ендодонцијата. А ќе може ли да ми кажете каде е успехот при изработката на протетските помагала? При изработката на протетските помагала најбитен пред се би рекол дека е планот и работењето, етичкото работење чекор по чекор. Што значи тоа? Значи, ако има некои потребни подготовки што треба да се направат пред да се заврши комплетната изработка или да се гради протетското помагало, они треба да се сработат пред да се вгради, така да се запази целата процедура на самата изработка на протетското помагало. И сакам да ве прашам уште, дали вие ги изработувате протетските помагала? Па видите, јас правам се што треба да се подготви и се зема мерки, па потоа мојата работа ја препуштам на моите колеги од зъботехничката лабораторија, поконкретно на мојот колега Александар Блажевски. Со кого што предпоставам ќе имаме можност денеска да разговараме. Така, и уште за крај сакам уште едно прашање, убаво ли е да се биде дел од тимот на Dental Craft? Најубаво чувство што може некој да го посака. Многу сум среќен што сум дел од тимот на Dental Craft. Јас, докторе, ви благодарам што бевте дел и што одвоивте време да дојдете да направиме едно вакво специјално интервју во нашата емисија, со кое што имавме можност, се надевам, не само дечињата, туку и нивните родители, да ги едуцираме нешто повеќе за вашата професија и за работите со кои што вие секојдневно се среќавате. Ви благодарам уште еднашка, а ние, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза. Бидете тука. Почитувани гледачи, нашиот разговор го продолжуваме со господинот Александар Блажевски. Александар, добре дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Одлично, фала ви. Баш ми е драго што денес ќе имаме можност да поразговараме. За нашите гледачи, еве ќе кажам, вие работите како забен техничар. Може ли да кажете нешто повеќе за вашата благородна професија? Значи, што е забен техничар? Значи вака, забниот техничар пред се е професија која што продолжува во изработката на протетските помагала по налог на самиот стоматолог, за да устата на самиот пациент биде по нарачка на стоматологот згрижена со соодветното помагало. Така, значи вие правите запчиња. Така ли ја кажаме едноставно? Просто едноставно кажано, ние сме тие кои што ги изработуваме забите. Понекогаш и пациентите не се доволно информирани, малкумина и од пациентите воопшто не ни знаат дека постои професијата забен техничар. Така да, откако ќе посети заботехничката лабораторија, секогаш онака завршува муабетот, значи вие сте тие што ги правите забите. И се чувствуваат ли кај вас како Алиса во земјата на чудата? Па да, најчесто се малце збунети, бидејќи кога ќе влезат во една заботехничка лабораторија, најчесто гледаат дека таа тоне од апаратура, од материјали, разноразни шишенца, брусни тела, течности, така да тоа е една нова и непозната средина за нив како пациенти. Така. За разлика од порано, кога запчињата се правеле на разни други начини, денеска тоа е исклучиво преку компјутеризирана опрема, преку скенери, компјутери, преку некои специјализирани катка машини. Точно ли е тоа? Па да, веќе во изминатите години тренд е веќе да таквиот начин на изработка порано беше од 80-тите, 90-тите, почетокот на 2000-те години. Значи тоа беше еден мануелен начин на изработка, можам да кажам доста помачен начин за самиот забен техничар. Ема и попримитивен секако. Попримитивен во секој случај, затоа што и самата прецизност, например, кога ќе споредиме со денешната прецизност во дигиталниот свет, со помош на самите скенери, со помош на софтверите за дизајнирање, со помош на вметнување на насмевката во тие софтверите, дизајнирањето на самата насмевка, со помош на CNC машините, значи целиот тој свет
таков како што е дигитализиран, е многу попрецизен и под многу поголема контрола на самиот забен техничар. Едноставно пациентот кај вас може да си ги види забите, претпоставам дури пред тие да бидат готови. Токму така. Значи, постојат и софтвери, тоа еве и новина за Dental Craft, каде што, например, самиот пациент често пати се поставува прашањето или, например, двоумицата или несигурноста кај пациентот кој ќе седне на стоматолошката столица за да изработи едно протетско помагало, поготово кога станува збор за фронталната регија, се поставува прашањето што тоа јас ќе добијам, нели? Или каков тоа јас ќе изгледам во иднина. Така да ние тука располагаме со методи кои што на пациентот му ја олеснуваат таа двоумица и има разни начини во соработката со стоматолозите на кои што тоа ние можеме да им го доловиме на пациентот за да он може да се почувствува посигурен. Често пати и со самата анализа што ја бараме и како подготовка од самите стоматолози, студио модели, дали тоа ќе бидат ваксапи, дали ќе тоа биде дизајнирањето на самата насмевка во софтверот во една дигитална форма, многу значи за самиот пациент, за да он себе си се види и да биде сигурен во тоа што ќе го добие. Од ова што го слушам и од ова што го разговараме, јас стекнав впечаток дека не може секој да биде забен техничар. Треба да има нешто уметничко во себе, точно ли? Па точно е, значи пред се за да се стане добар забен техничар, професионален забен техничар, треба многу покрај талентот за самата професија, како што спомнав, станува збор за микровајарство. Станува збор за професија која што бара многу трпение. Станува збор за професија која што ако не се посвети доволно голема љубов во изработката на протетското помагало, тоа после се враќа како бумеранг. Едноставно, самата професија е до толку захтевна да ако не доволно ја сакаш, не верувам дека некој ќе може да успее да биде добар забен техничар. Кажете ми колку години сте вие во забната техника, колку години имате искуство? Па јас лично имам 23 години работно искуство во самата забна техника. Како Dental Craft еве постоиме 11 години. Морам да кажам дека како основач на Dental Craft сум пред се горд и задоволен што успеа во една цел на многу мои колеги. Таа цел порано не им беше објаснива, несватлива, а тоа е да се создаде еден тим. Тимот е гордост на Dental Craft, во него работиме 13 вработени, заедно со нашиот стоматолог. Секој од нив работи на одредена фаза во самиот процес на изработката на протетското помагало. Така да, за да се направи едно протетско помагало, потребно е да го наречемете стручњак во таа фаза. Дали станува збор за стоматологија, дали станува збор за забен техничар кој што работи на комбинирани изработки, дали станува збор за забен техничар кој што работи на дизајнирање на конструкции или станува збор за забен техничар кој што работи на фаза на керамика, едноставно треба малку поголемо искуство и љубов за да владее со самата фаза. Како што кажавме, стоматолозите никогаш не запираат со учење. Кажавме дека и по завршувањето на факултетот нивната едукација продолжува. Што е со забните техничари? Гледаме дека се менува опремата, дека се дигитализира, дека оди напред. Учат ли и тие? Секако. Неопходно е еден забен техничар, мислам, он мора да посетува семинари, предавања, курсеви. Секогаш може да се, што би се рекло, да се штипне по еден трик, по една фаза, или најчесто и на самите тие конгреси или семинари и надвор од самите предавања, која комуницираме со нашите колеги од земјава и од странство, се разменуваат прекрасни искуства во поглед на фазите на работа, така да едукацијата на забниот техничар апсолутно не завршува со средното образование или со висшето зъботехничко школа. Ова е интересна професија за сите оние кои што имаат намера да учат и понатаму во животот и напредуваат. Ви благодарам за прекрасниот разговор, ќе направиме кратка пауза, а се враќаме со вас за неколку минути да ми кажете нешто повеќе за Dental Craft. Правиме пауза, почитувани гледачи.
Почитувани гледачи, се враќаме повторно во разговор со денешниот мој соговорник господинот Александар Блажевски, еден од најминентните и докажаните замни техничари во нашата држава. Разговаравме нешто повеќе, ми кажавте околу вашата професија, а сега сакам да ми кажете нешто повеќе за Dental Craft. Што е значи Dental Craft? Заботехничка лабораторија или стоматолошка ординација? Кој е поточно? Значи вака, Dental Craft е спој на стоматолошка ординација со заботехничка лабораторија. Во моментов Dental Craft може да ги пружи во целост, без разлика дали станува збор за стоматолошките или заботехничките услуги. Најчесто бараат пациентите кога ќе дојдат кај вас. За каков вид на проблеми ви се обраќаат најчесто? Па, најчесто пациентите се обраќаат, тоа се пациенти од средните години, нели да кажеме, или повозрасни пациенти, кои што да не навлегуваме од која причина ги изгубиле своите заби. Сепак, нивната крајна цел е да се врати нивната природна насмевка и да се врати на прво место нивната функција на самото забал. Станува збор за какви материјали? Тие претпоставам треба да се биокомпатибилни, да може едноставно кога човек ќе ги стави во уста да не направат никакви понатамошни воспалителни процеси, некои други пречки, иритации или слично. Се работи со исклучително многу материјали кои што пред се ги набавуваме од европските земји, највеќе како најголема и можеме да кажеме гигант во денталната индустрија, сепак е тоа Германија. Не само во поглед на материјалите, туку и во поглед на апаратурата, дефинитивно докажана за самите материјали и за самата апаратура, така да повеќето материјали се од таму, од Швајцарија и од ред други земји. Што ќе ми кажете за опремата на Dental Craft? На кое ниво сметате дека сте опремени вака од 0 до 10? Па вака во моментов слободно можам да кажам дека според опремата и според материјалите комплетно можеме да се носиме со било која лабораторија од западноевропските земји. Не е тука во прашање само апаратурата, Дарко, значи апаратурата не ги прави фиксно протетските или мобилно протетските помагала. Тука станува збор и за самиот тим на Dental Craft, каде што таа апаратура не работи сама. Значи за таа апаратура се потребни вешти, искусни, талентирани забни техничари кои што се како тим стварани низ долгите години и како такви имаат одлични познавања во било кој дел од самата стоматологија, каде што стоматологот како таков дава налог за тоа протетско помагало. Уживате ли во вашето работење? Во секој случај да, мора да уживаш во оваа професија да ја работиш, затоа што кога не би ја сакал доволно оваа професија, да ја работиш со љубов и со трпение, едноставно е премногу мачна, би осекал премногу терет на себе си. Нема шанси да ја работиш оваа професија, а да ја работиш без љубов. Ви благодарам уште еднашка за нашиот денешен прекрасен разговор. Ви посакувам се најубаво во идне на вашето работење и се надам дека ќе се видиме повторно во некоја од нашите наредни емисии. Ви благодарам исто. Фала многу, тоа беше се за денеска, почитувани гледачи. Ви благодарам што бевте со нас во ова наше денешно издание на емисијата Супер Звезда. А до следната емисија бидете живи, здрави, весели, чуете ги вашите запчиња, мите ги редовно и гледајте Супер Звезда. Чао, пријатно до гледање. Чао, чао.